Северна Македонија продолжува со напорите за зајакнување на демократијата и владењето на правото. Земјата ја покажа својата посветеност да испорача во клучните области на основите, вклучувајќи ја и Европа дома агендата, како и акцискиот план за справување со корупцијата. Ова се дел од заклучоците за Северна Македонија во годишниот извештај на Европската комисија, кој пред европратениците го презентираше еврокомесарот Вархеи. North Macedonia has shown its determination and Северна Македонија покажа посветеност и стабилен напредок во имплементирањето на ЕУ реформите, вклучувајќи ги владењето на правото, борбата против корупцијата и организираниот криминал. Земјата треба да го задржи овој момент во реформите. Справувањето со корупцијата треба да продолжи заедно со реформата во јавната администрација. Во документот се нотира дека владата треба да се фокусира на имплементирање на постоечката законска рамка наместо да се насочува на нови спорадични иницијативи. За работата на парламентот се констатира дека е забавена поради политичката поларизација и дека се неопходни напори за зајакнување на улогата на собранието како форум за конструктивен диалог. Се забележува за практиката носење закони во итна постапка. За судскиот систем се заклучува дека е умерено подготвен и дека се неопходни чекори во имплементирање на акцискиот план за судската реформа. Во делот на регионалната соработка, извештајот нотира дека Преспанскиот и договорот со Бугарија сите инволвирани страни треба да ги спроведуваат во добра волја. if our partners deliver on reforms, Ако нашите партнери испорачаат во делот на реформите, тогаш и Унијата мора да го испорача она што го кажала. Одложувањето на стартот на преговорите со Албанија и Северна Македонија има негативен ефект врз кредибилитетот на ЕУ. Отворените билатерални прашања меѓу Северна Македонија и Бугарија треба да се решат подитно. Проширувањето е процес што се темели на постигнувања. Двете земји ги исполни условите за почеток на преговори. Од клучна важност е земјите членки да ги усвојат преговарачките рамки и првите меѓувладини конференции да се одржат што е можно побрзо во текот на оваа година. In the case of North Macedonia, I really hope that Во случајот со Северна Македонија навистина се надевам дека ќе има уште една шанса до крајот на годината да се дојде до компромис со Бугарија за усвојување на преговарачката рамка и за да се одржи првата меѓувладина конференција. Дел од бугарските европратеници, познати по своите тврди ставови, ги повтори обвинувањата дека во Северна Македонија систематски се кршат правата на бугарите за самоопределување. Меѓу другото побараа, како што рекоа, Северна Македонија да ги осуди злосторствата против бугарите во минатото и да се прекине сличната политика кон Бугарија што сега се спроведува. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски.